вечер. Судскиот совет предизвика правна бура која се заканува да ја однесе и таа мала доверба што ја има во правосудството. Експертската јавност гласно критикуваше. Фелата испрати дискретни пораки. Интерпелација, реформа или оставки? Кое решение е лекот за судскиот совет? За работата на најмоќното судско тело, за Уставниот суд и уставните измени. Вечерва мој гостин е Денис Прешова, професор по уставно право и политички систем на Правниот факултет Јустинијан Први. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Со интервјуто почнуваме по рекламите. Во желбата да направат промена на председателската функција во брза постапка, членовите на Судскиот совет се заплетка во сомнителни правни толкувања кои многумина правни експерти ги оценија како незаконски. Потоа се отплеткуваа на сличен начин, но овој пат тајно, за да не може јавноста да им суди. Професоре Прешова, кои според вас беа клучните спорни чекори кои што ги презема дел од членовите на Судскиот совет, а беа спротивни на законот за судски совет и деловникот? Да, пред да преминам на конкретните аспекти на прекршувањето на правната процедура, би сакал да истакнам дека во суштина, иако делува на прва шокантно сето тоа што се случуваше, јас искрено не сум претерано изненаден, освен аспектот дека тоа сето излезе пред очите на јавност. Досега таков тип на конфликти, внатрешни тензии вешто се сокрива, обично ние фамозни работни состаноци, и очигледно дека разидување помеѓу одредени струи во рамките на Судскиот совет, одредени групи кои влијаат во рамките на Судскиот совет и генерално преку нив се влијае врз судството, не беа доволно единствени и заради тоа сето ова исплива на површина. И во основа ова представува манифестација на еден поширок проблем, а тоа е кризата на конституционализмот во државата, кој гледаме дека веќе подолг временски период ни се провлекува и трпиме сериозни последици поради сето тоа, особено на планот на владењето на правото. Сето тоа е системски проблем, бидејќи основните механизми на инструменти и институции кои би требало да ја врамат политичката власт во рамките на правото и да контролира таа да не биде злоупотребувана, очигледно не се на ниво на задачата и постојат повеќе причини за тоа. Ова е последен пример што го истакнавте и бевме сведоци сите на тоа што се случуваше. И на самата седница која беше јавна, понатаму, ако не се лажам, 3 седници кои беа затворени за јавноста, целосно спротивна на самиот закон. Односно дел од нив барем при разрешувањето. Дел од невладиниот сектор, посебно коалицијата за сите за правично судење, медиумите, понатаму и останатите невладини организации многу јасно посочија, а воедно и експертите во текот на досегашната дебата, многу јасно посочија каде се основните проблеми и каде се прекршувањата на процедурата. Детално беа опишани како во однос на утврдување на дневниот ред, додавање на точки на дневниот ред, прашањето на гласањето, колкав е потребниот број на гласови за да може евентуално, доколку воопшто може да биде разрешена поранешната веќе председателка Дамева. И од тој аспект мислам дека работите се прилично јасни. Очигледно дека постојат прекршувања, но јас истакнав и претходно одредена резерва во толкувањето дека председателот на Судскиот совет само во тој дел, значи во однос на функцијата председател на Судски совет, не може воопшто да биде разрешен. Точно е, апсолутно е точно дека во законот не постои, во законот за Судскиот совет, не постои одредба каде што е предвидена постапката, ниту бројот на гласови за разрешување. Единствено она што е предвидено како во законот, така и во деловникот, е постапката за избор. И во деловникот дури се предвидува последните 7 дена од постечкиот мандат на председателот на Судскиот совет. Но воедно нема никаква одредба ниту за престанок на мандат. Например, немате одредба која предвидува можност председател на Судски совет да даде и оставка. Да, но тоа веројатно правото на оставка е загарантирано во секој случај за секој. Па, во ред, но ако барате правна основа, ако стриктно, текстуално и формалистички го гледаме сето тоа, може да тврдиме дека можеби нема ни правна основа за такво нешто. Слична е ситуацијата кај други институции, во собранието председател на собрание, председател на Уставен суд, кај Уставниот суд и така натаму.
Прашањето се поставува бидејќи не би требало да ги интерпретираме одредбите и самиот закон и правните акти само врз основа на една ситуација, треба да имаме предвид какви консеквенции ќе има и последици толкувањето и дали тоа ќе биде соодветно и во иднина за поинакви ситуации, знаете. Значи сега имавме очигледно нарушување на меѓучовечките односи. Председателската функција во судскиот совет реална моќ нема, она што е предвидено со законот. Таа е пред се репрезентативна функција во смисла и самиот закон како прва точка во однос на надлежностите на председателот на судскиот совет предвидува дека председателот на судскиот совет го представува судскиот совет. Значи тоа има репрезентативна функција. Ако останатите 12 членови со право на глас, нели од вкупно 15 членови, не се согласуваат, има длабоки разидувања, а нема основи за покренување на прашање на дисциплинска одговорност, што е вториот аспект кој беше спомнат, можеме да се навратиме и на тоа прашање за кратко. Во таа ситуација не гледам дека мора да се врзува членството и статусот член со функцијата председател и дека председателската функција, односно председателот не може да биде разрешен доколку за такво нешто навистина постои потреба. А другите аспекти во разрешувањето на преземањето на водењето и потоа ставањето на вон сила на таа одлука, па потоа повторно разрешување сите тие процедури, имаат правна основа? Да, како што спомнав, дел од нив беа истакнати и претходно. Значи водењето на самата седница, која води седницата, во кој момент заменик председателот може да преземе, како се утврдува точка на дневен ред, дали беше точката на дневен ред разрешување или како што е во соопштението на веб страната на судскиот совет, изгласување на доверба на председателката на судскиот совет. Тоа е потоа на затворена седница донесено. Така, тоа е направено на затворена седница. Што се однесува ставање вон сила. И тука ќе направам една мала дигресија во однос на ова прашање, во смисла или мало појаснување. Многу често слушам дека судскиот совет е највисоко тело во рамките на судството. И мислам дека тука се прават исто така грешки. Прво и основно, судскиот совет е независно и самостојно тело кој има уставен и законски мандат да ја заштитува и да ја гарантира независноста на судството. И тоа е тело во рамки на судството, но не е суд. Да. Највисокиот суд во државата, барем според уставот, е Врховниот суд. Така е Врховниот суд. И не извршува никаква судска функција. Затоа и ги немате гаранциите вие за членовите на судскиот совет, како што ги имате гаранциите за во однос на независноста за самите суди. Но е дефинитивно најмоќно тело кое што ги има сите главни полуги за врз судиите, ги бира, ги разрешува, ги оценува. Така е. Во основа и самиот модел по кој е креиран, тој е така наречен европски модел на судска независност или на судско самоуправување, судскиот совет треба да овозможи судско самоуправување. Особено проблематично ако самите суди не сакаат да се самоуправуваат. И тоа го гледаме и кај нас дека е случај. Тие не се перцепираат себе си воопшто како власт. Од друга страна, и тоа најчесто и во литературата и во праксата во другите држави, особено во рамките дури на Европската унија, каде што имаме вакви силни судски совети, кои целосно ги имплементираат овие стандарди на тој европски модел, забележуваме дека многу често се случува да се остваруваат два ризика, односно две потенцијални закани дури врз судството. И ние ги забележуваме дури и кај нас, тие не се меѓусебно исклучиви. Првата е партизација, односно политизација на самото тело. И кај нас многу често велиме дека судскиот совет всушност е продолжена рака на политиката или подобро речено повеќе е заштитник на интересите на партиските, политичките и бизнис елити понекогаш во рамки на самото судство. Знаете, го издвојувате управувањето со судството и го давате на едно тело и одеднаш тоа тело станува прилично нетранспарентно. Мислам, за волја на вистината, дури претходно во собранието кога се бира, ние имавме во голем број на ситуации дури потранспарентен избор. Барем опозицијата најчесто ќе изложиш, ако се тоа кандидати на мнозинството, ќе изложиш аргументи зошто, например, некој не е соодветен за таа функција. Сега ние тоа не го гледаме. И затоа велам, во континуитет се случува во рамките на судскиот совет да не се почитуваат правилата, односно законските одредби и не се остварува функцијата која треба да ја остварува самиот судски совет. И уште еден ризик кој постои, а тоа го гледаме, го врзуваме за судскиот клиентелизам, испружената рака на судиите,
кон политиката за разноразни привилегии, за разноразни прашања кои може да, односно интереси кои се поврзани со таков тип на клиентелизам со политиката и со центрите на моќ, па и со бизнис елитата. Прашањата и тоа и низ истражувањата ние го забележавме во однос на судското напредување. Судското напредување се испоставува дека е најмногу изложено токму на вакви политички притисоци. Тоа се наградите, односно тоа е наградата за политички подобните, за политички лојалните, послушните судии, кои во рамките на тие клиентелистички спреги како награда добиваат унапредување или некоја друг тип на награда. Знаете, многу интересно. Тоа го кажа неодамна и обвинителката, нешто слично, Ленча Ристовска, која рече дека Советот за јавни обвинители е извор на тргување со влијание при избор на обвинителите. Тоа го објаснил на таа подобро, но тоа често се коментира од експертите и за судскиот совет. Во ваква ситуација, после тоа што веднаш имаше реакција и закана за постапка пред етичкиот кодекс, очекувате ли дека ќе се создаде некаква критична маса на суди или обвинители да се спротивстават или пак да реагираат во било која ситуација, па макар и во ова која имавме во изминатиот период? Така е, апсолутно. Токму тоа е, гледате како советите се користат за дисциплинирање на непослушните. Многу интересно, ни шега велиме, кодексот ќе се нарече кодекс Ленч или кодекс Ристовска, бидејќи очигледно само се повикуваат на кодексот или го менуваат кога таа ќе истапи во јавноста со некаков коментар. Се сеќавате претходно по повод изборот на кој таа не помина, беше сменет, изменет, односно дополнет и каде што не им се дозволува да коментираат конкретни одлуки. Да се навратиме на она што и го кажавме и во најавата, по случувањата во судскиот совет, оние кои ги видовме и кои не ги видовме потоа, се предлага различни решенија за излез од проблемот Ќорсокоакот, меѓу кои имаше интерпелација. Тоа е една од тезите која што вие ја застапувате. Потоа оставки, но и предлози за законски измени. Тоа дојде пред се од министерот за правда Лога, кој што имаше средби и со Сдруженијето на суди и представниците, но и со претседателката на Врховниот суд, и таму се предлагаше некаква измена која што ќе ги покрие оние правни празнини околу одговорност на членовите на судскиот совет, повлекување од повикување, нешто што сега не е децидно во законот определено. Вие како гледате решение низ интерпелација? Зошто предлагате интерпелација и тоа веројатно го мислите само на оние 5 члена кои што се избираат во собранието? Да. Во однос на интерпелацијата, бидејќи јас излегов со таков став, имаше и други ставови во однос на надзорни расправи. Сметам дека надзорна расправа е несоодветен форум за такво нешто, бидејќи се користи за друг тип на постапка. Најчесто се заборава дека и ние имаме една специфика каде што интерпелацијата во нашиот случај во рамките на собранието автоматски нема правен ефект, нема ефект на разрешување или смена од одредена функција. Тоа е еден вид на квалификувано пратеничко прашање, каде што најмалку 5 пратеника може да го постават и во рок од прилика од 30 на дена веќе може да се најде сето тоа на седница на собранието најдолго. Која е целта, што би се добило со интерпелацијата? Ние претходно говоревме за прекршувањето на правната процедура. Сметам дека суштинскиот проблем не е толку во овие аспекти, иако сум правник, се разбира дека милувам да коментирам за тие прашања, мислам дека најкрупниот проблем е позадината. И тоа што го коментиравме претходно, нели? Кој ги штити таму интересите на самата политика, на партиските, политичките елити, бизнис судски елити и така натаму. Претходно имавме ситуација каде што оставка, нели, спомнавме претходно, поднесе претходната претседателка Павлина Црвенковска, и при оставката и соопштение во јавноста упати, исто така поврзано со аспектите на влијание на судско бизнис елита во работењето на судскиот совет, а со тоа веројатно и се подразбира дека се влијае и врз самото судство. Сега слушнавме и од самата претседателка поранешна, сега веќе разрешена Дамева, дека некои политичари ќе бидат среќни поради незината смена и така натаму. И дека да потсетам само и таа спомена дека одлуката да биде разрешена што поскоро е за да не се најдат на дневен ред некои точки поврзани со постапки за одговорност на судии. Така е.
и тоа што претходно беше поврзано со застарување на одредени предмети, има основа за одговорност на судии по однос токму и на застарувањето, доколку е направено со нивна небрежност вина и така натаму, значи имаме такви ситуации. Така што мислам дека посуштински овие прашања да бидат разгледани. Во една изјава што ја деновиве ја прочитав од Дамева, беше сите знаете за што станува збор. Познато и е на јавност. Еве, јас сум дел од стручната јавност, не ми е до крај познато за што станува збор. Многу би сакал да чујам за што конкретно станува збор, за да можеме конечно веќе да почнеме да расчистуваме некои работи, поврзани со тоа каква е улогата на судскиот совет, дали таа е повеќе да ги застрашува судиите, да ги загрозува или да ги заштитува. Бидејќи не заборавајте, извинете што ве прекинав, апропо и претходниот коментар, вие може да забележите во работењето на судскиот совет, во последните, например, 12 месеци за минатата година, имате 10 разрешувања на судии, помеѓу нив и врховен судија. Имате само една поблага дисциплинска мерка. Уште на прва е евидентна несразмерноста или непропорционалноста во однос на санкционирањето, односно одговорноста на судиите. Ултима рација, односно последен чекор треба да биде разрешувањето, а не прв, како што е понекогаш кај нас. Тоа е делот на санкционирањето повторно на непослушните и неподобните. Ако имате од една страна награда со напредувањето, каде што имате избор на кој нема никакво образложение, зошто 15-тиот на листата е избран, а не првите 14, каде што вие немате реална заштита како судија, бидејќи сега е оневозможена со законот од 2019 година, сметам несоодветна и затоа имаше и проширена општа седница на Врховниот суд и начелно правно мислење. Бидејќи судиите не можат воопшто да најдат судска заштита, односно да добијат судска заштита, бидејќи на конечните одлуки немаат право, на судскиот совет немаат право ниту на жалба, ниту на тужба. Едноставно судскиот совет му вели на жалбениот совет, кој е случајно претежно од врховни суди, нема што вас да ве слушаме, нашата обврска законот. Ќе се навратиме на изборот на судиите и разрешувањата. Сакав да прашам во контекст на интерпелацијата. Дали очекувате дека ако не го кажала тоа досега, ќе го каже јавно на седница или пак можеби тука и треба да се заинтересираат и обвинителство и други органи кои што истражуваат, бидејќи наводите се доста сериозни? Апсолутно, тоа не ги исклучува двете постапки. Кривичната одговорност и овој тип на оценување на работата на членовите на судскиот совет, така наречени несудски членови, не се меѓусебно исклучиви. Тие апсолутно може да течат паралелно. Доколку има основи за кривична одговорност, сметам дека обвинителството апсолутно треба да се ангажира околу тоа и што побрзо треба да реагира. Овдека говориме за еден вид на политички надзор над јавните функционери кои ги бира собранието. И треба јасно да упатат прашања до нив што е проблемот. За какви наводи станува збор, за какво малигно влијание веќе врз судскиот совет кој се рефлектира нормално и на сите судии, кои воедно се и жртви, но и соучесници во исто време. Така да од тој аспект јас сум дури изненаден што опозицијата веднаш не реагираше на оваа можност и побара информација за која немате рок. Дури според мене несоодветни деловнички одредби беа користени како основа за такво нешто, бидејќи вие можете да чекате вечно судскиот совет вас да ви одговори. Нема рок. Така. А за интерпелацијата јасно се поставени роковите, да, и може и писмен одговор, може да се дискутира на седница на собрание за тоа прашање и не сметам токму поради статусот на судскиот совет дека тоа е несоодветно влијание врз судството. Дали законски измени можат да бидат решение за состојбата во која што се наоѓа судскиот совет, бидејќи тоа е една од главните пораки кои што можевме да ги слушнеме изминатиот период? Дали е проблемот законот или човечкиот материјал, како што се вели често? Да, првата реакција е дури рефлексна кај нас е веднаш да се менува законот. Ние од Венецијанската комисија добивме коментари и во континуитет добиваме коментари дека во основа нашата правна рамка, прибе двата извештаја тоа исто така го констатира, дека нашата рамка во основа ги рефлектира европските стандарди. И имаме ние јасен јаз и разидување помеѓу она што се формални правила и неформални практики кои ја формираат или обликуваат правната и судската култура кај нас.
Значи имаме сериозно разидување помеѓу двете. Тој институционален еквилибриум, кој што обично ние го велиме, е комплетно нарушен. Значи е во дисбаланс. Ние имавме закон, нов закон, кој е донесен, комплетно нов закон за судскиот совет, 2019 година Венецијанската комисија го пофали. Има слабости, сметам дека има слабости во него, но самата Венецијанска комисија истакна оставете да профункционира за да видите што точно не е во ред, за да можете да интервенирате и да реагирате. Например, најчесто беше истакнувани во интервјуата што ги правевме со дел од судиите и дури членовите на судскиот совет, се истакнуваше прашањето на дефинирање на истакнат правник како категорија. Проблемот на тоа што начело на судскиот совет и тогаш, кога се праве интервјуата и потоа, имавме судски советници или стручни соработници од суд начело на судскиот совет и го представуваа судскиот совет. Кога ги прашувавме судиите, тие беа видно изреволтирани во овие интервјуа што ги правевме. Добро, што правите вие во врска со тоа? Дали реагирате? Дали поднесувате тужби? Дали барате поништување на одлука на собрание за избор на овие членови, кои во нормални околности никако не би можеле да бидат истакнати правници во една држава? И не говорам само за нив две, и останатите два члена од вкупно три, може да се спори дали се навистина истакнати правници. Треба да бидеме искрени, бидејќи најчесто се фокусираме на стручните соработници како истакнати правници, бидејќи тоа таму е уште поевидентно по неколку основи. Тој проблем во однос на истакнатите правници. И во таа смисла гледаме дека судиите не преземаат ништо, не му веруваат дури на системот, чиј дел се сами тие. И во оваа ситуација гледаме Весна Дамева, не слушнавме дека поднела било каква тужба или побарала судска заштита од управното судство во однос на овие одлуки. Таа најавуваше дека ќе има тужба. Најавуваше, но не знаеме, не сме сигурни. Бидејќи има сега, можеби интересно и за гледачите, имаше и претходно, има и сега тужба пред управното судство, која моментално е на Виш управен суд по жалба, за избор на една од овие две поранешни председателки, стручни соработнички во однос на статусот дали навистина се тие спаѓаат во редот на истакнати правници или не. Бидејќи е многу. Како помина на првиот степен? Сега ќе ви објаснам, со тоа сакам да се надоврзам на прашањето за законски измени. Еве ние ги направивме законските измени и во однос на дополнување на дефиницијата за тоа што представува, односно кои се несудски членови и од чии редови може да бидат избрани несудски членови. Покрај универзитетски професори, адвокати, поранешни суди на меѓународен суд или поранешни суди на уставен суд, пишува и други истакнати правници, така. Правилото во правото и при толкувањето е дека кога имате одредба која завршува со ваква генерална фраза, мора да ги следи претходните категории. И вие одеднаш имате стручни соработници на чело на судскиот совет или како членови на судскиот совет. Претходно се бираа суди од управното судство, две судики од управното судство во минатото беа членови на судскиот совет и затоа бевме критикувани и во Венецијанската комисија. Затоа беше променет и законот првиот пат да се прецизира, Но околу изборот го спомнавте, околу потребата за законите. Законот се промени и во него се вметна една долга и сложена процедура за оценување на судиите. Со тоа што дури членовите на судскиот совет прават увид во предметите, одат на судење на конкретниот судија што го оценуваат. За на крај, истите тие членови на судскиот совет да не го почитуваат сопственото рангирање. Односно, еве во последниот случај кога се бираше судија за Врховниот суд од кривичниот одел, не беше избран ниту еден, дури ни тие што биле прворангирани. Дали оваа ситуација кажува дека кај нас се носат закони, но потоа се обидуваат на овој начин не може да се поротнат, односно да се изберат оние судии кои што треба да бидат избрани, без разлика кој е подобар во ситуацијата? Ако сме иронични, ќе речеме политиката направила погрешна проценка. И при прилагањето на одредени решенија, само ќе ве потсетам, еден од поранешните министри за правда го најавуваше долго тој документ, односно методологијата за така наречено прочистување на судството. Да. И тоа во многу наврати беше повторувано и тоа во основа одекна помеѓу судиите и тоа и го коментираат дека всушност тоа ќе значи начин како да се отстранат неподобните. И тие се константно по таков тип на тензија и пресија, што не ги оправдува целосно за да не реагираат и на ова што се случуваше и сега. Така што гледате уште еднаш дека
формалните правила, односно законските измени не се очигледно доволни. Најдобриот модел да го имаме, сите стандарди европски да ги имплементираме, ќе не идеме на проблем. Европските стандарди велат дека оценувањето и евалуацијата на работата никако не може и не смее да се врзува со одговорноста на судиите. Тоа што го истакнавте сега, ние имавме, ако не се лажам, судија кој беше кандидат и се имаше пријавено на огласот за избор во Врховен суд, имаше 200 поени, максималните поени ги имаше освоени. Еден од кандидатите беше и судијата околу кој нели е поврзано и разрешувањето Скопска апелација, кој има 195. Треба да провериме исто така ако има од една страна барање за одговорност на судијата и се повеќе слушаме повици за такво нешто, од друга страна имаме речиси максимален број на поени. И колку е нели тоа рефлексија на прашањето дали е соодветно оценувањето, евалуацијата, дали не се почитуваат поените од евалуацијата, бидејќи правилото е дека прво се гласа за оној што има најмногу поени. А видовме што се случува и колку е битен редоследот на гласањето, особено кога имавме утврдување на кандидат за судија на Уставниот суд. Но тогаш не беше поени, да. Тогаш не имавте оценување, иако во законот многу јасно пишува дека треба да се направи оценка, да се расправа за кандидатите и треба да реално требаше да се остави можност за сите кандидати да се гласа. Ние имавме дури седница на која членовите на судскиот совет не ни ги имаа биографиите на кандидатките. 3 кандидатки беа. Воопшто не им беа доставени, така пишува барем во записникот, таа фамозна 431 седница, дека ништо не им било доставено, туку само предлагачите, односно тие што ги предложиле како кандидатки, имаа кусо образложение и всушност за првата кандидатка, која многу по чудни околности беше утврдено дека е прва за гласање, ги доби потребните минимални 8 гласови и со многу штуро известување и писмо до собранието беше предложена како кандидат. Без да се достават било какви документи. Па ние кога бираме асистенти на факултет, дури демонстратори кога бираме, па бараме повеќе документи отколку тоа што беше доставено во тоа ситуација. Можевме да видиме дека околу толкувањето на законите, дека некогаш и кога некоја процедура е пропишана, може различно да се толкува. Тоа беше случајот во извештајот со Тетовскиот суд, каде што по различни основи, во различни ситуации се изземале поинаку судиите во постапките. Знаете како кај нас имате проблем и повикот за регулирање на сите можни аспекти, што е невозможно во правото, не доведува до еден друг апсурд, а тоа е пререгулираност на работите. Каде што буквално за секое можно прашање вие барате нешто да има во законот. Не гледате целта на законот, функционалноста на законот, системско толкување, што е поентата воопшто на законските одредби, што е целта што сакаат да ја остварат, телеолошко толкување, така наречено и слично. Така да од тој аспект дури на крајот се извитоперува, тотално се деформира поентата на одредбите. И вие дури да имате, еве, кој што спомнавме за истакнат правник, еве и да имате таква одредба. Со начинот на кој таа се применува уште во првиот случај, кога треба да се избере несудски член, гледаме дека тотално извитоперена смислата. Дали тоа ќе значи дека асистент на факултет или адвокатски приправник или некој службеник во Уставниот суд или во меѓународните судови исто така ќе бидат истакнати правници и од тие редови ќе треба да се бираат во судскиот совет и така натаму. Каде го гледате еве вие решението, бидејќи со години да речем ја истражувате како професор, како научник оваа сфера, каде ја гледате, го гледате решението, ако не е промената на законите, како треба да се регулира, реформира, уреди судскиот совет, да се бираат членовите на тој совет според вас? Значи, прашањето е покомплексно, односно одговорот е покомплексен. Ние најчесто паѓаме во искушение да имаме брзи решенија за сите овие проблеми, не сваќајќи дека проблемите што сега ги имаме се напластени, натоложени низ години, односно децени. Ние гледаме и остатоци од претходната социјалистичка правна традиција, кои се провлекуваат и низ формативното правничко образование, и низ обуката на суди и обвинители. Понатаму судската социјализација или менторствата, каде што најчесто судиите ќе речат на помладите своји кандидати, односно колеги, оставете теорија, сега ќе ве научиме ние што е пракса, праксата често толку отстапува теоријата да тоа е нешто што не е допустливо апсолутно, тогаш очигледно дека имаме проблем и кај теоријата или и кај праксата и така натаму. Така што она што ние сметаме дека треба да се направи, треба многу повеќе внимание да се обрнува на менување на таа судска култура.
вие не може да имате судско самоуправување ако самите судии не сакаат и не се сметаат прво за власт и не сакаат сами да се управуваат. Погледнете колку кандидати се пријавуваат за местото член во судски совет. Се помалку. Најчесто само по еден, максимум двајца и тоа е ретко. Знаете какви коментари ќе чуете најчесто од судиите? Никој не ни кажа да се кандидираме. Значи, секогаш бараат и решение од некој друг, инструкции од некој друг, не се перцепираат себе си како посебна власт. Во една прилика, во едно интервју ќе речат, нема да кажам од кој точно овој цитатот, се разбира анонимни беа интервјуата. Судиите многу сакаат да бидат независни, но многу добро знаат дека нивното дете или некој нивни близок треба да се вработи, тоа ќе го сторат само преку партија и најчесто преку партија. И дека ако имаат потреба од нешто друго, ќе треба да се обратат до партија. Тоа го кажа во интервју? Да. И тоа е цитирано во еден од трудовите што ги имаме во однос на истражувањето на судската култура во регионот, помеѓу останатото, значи Македонија, сега Северна Македонија, Албанија и Србија. И тоа е внесено во рамките на овој истражување. Но веројатно не се сите такви, може ли да се најдат некои сили кои што превагнуваат на другата страна? Со сваќањата, со односот. Ја верувам дека и ние најчесто, не само јас, и најчесто ќе чуете коментари, не се сите судии исти, има таму навистина професионални и честни, и навистина има. Но тие се уплашени? Тие се уплашени, апсолутно се уплашени. Тие се апсолутно уплашени, многу, имате добар дел од судиите кои имаат одредени хипотеки. Ги задолжиле со нешто и сега има страф. Од друга страна имате константна пресија која доаѓа од судскиот совет, константна пресија која доаѓа со разноразни изјави исто така и од политичари, кои во одредени ситуации се несоодветни и ги пременуваат рамките на она што било. Дали на политичарите им одговара судство со подкопана доверба и сила да може да ги санкционира евентуално правосудство генерално? Се разбира дека им одговара, да ги држат под константна тензија. Знаете, ние тоа исто така и во теоријата често го анализираме. Политиката никогаш нема да одолее на искушението да врши притисок врз судството и да го контролира, се додека политичката цена за тоа не е доволно висока да престанат тоа да го прават. Политичката цена ќе стане висока кога судиите ќе се отворат, ќе се одважат, бидејќи како што вели еден познат канадски конституционалист кој анализираше состојбата со судството и генерално состојбата на демократијата и владењето на правото во САД за време на администрацијата на Трамп, Унгарија, Полска, вели единствено нешто поопасно од партизација или партиско заробување на судството е индиферентноста и себичноста на судиите. Конформизам што никогаш го практицираат. Тоа не значи дека сите одеднаш ќе излезат и ќе истапат, ќе истакнуваат проблеми генерални со владењето на правото, бидејќи тоа се бара пред се од нив. Тоа дури е според стандардите на Советот на Европа во однос на слободата на изразување на судиите. Ние имаме чувство дека судиите не се свесни дека исто така има таа слобода на изразување, особено кога се работи за сериозни проблеми во сферата на владењето на правото, на правосудството и така натаму. Само ако смеам да додам една работа, многу интересно бидејќи исто така и тоа многу често се спомнува во однос на ниската доверба на судството. И најчесто претходно една анализа на Евротинг, сега на последната анкета на ИРИ се повикуваат редовно и тоа можеме да го забележиме фамозните 4% и така натаму. Но кога погледнете таа анкета направена, ќе забележите например дека исто така и парламентот, односно собранието има 4%. Дека политичките партии имаат 4%. Дека владата има 7%. Тоа е комплетна доверба. Така владата има 21 делумна доверба, собранието има 21% делумна доверба, судството има 19% делумна доверба. Значи не одскокнуваат тие толку за да имаат право на тој начин да коментираат што се случува во судството, кога буквално мали се во нијанси можеме да дискутираме во однос на тоа каде е помала довербата или поголема недовербата во однос на овие институции. Така што тоа е сето, мислам, дел од таа константна тензија и притисок што се прави за да може да се контролира полесно судството. Еден период важевме за заробена држава од аспект на владење на правото. Се очекуваше промена на таа диагноза? Дали има некакви одстапувања? Прибе во својот втори извештај 2017 година, односно неговата експертска група,
која веќе некој време не се спомнува, сега случајно се спомна бидејќи гостуваше на еден настан во Скопје. Многу јасно упатија во тој извештај дека предизвикот во тој момент е да не се замени една форма на заробување со друга форма на заробување. За жал, јас уште и 2018 година пишував во однос на ова прашање, сметам дека ние сме веќе навлезени во таа друга форма на заробување. Единствено поради овие разидувања кои ги спомнав и на почетокот, каде што ги гледаме и во однос на судскиот совет, но и очигледно и во други сфери, единствено поради тоа немаме уште длабоко загазено во таков вид на заробување пред се на судството, но и можеби на некои други институции. Уставниот суд е уште еден пример за такво нешто. Да, за Уставниот суд секако ќе продискутираме подоцна. Ако е ова предлогот за решение, за решавање на судскиот совет, да продолжиме на друга тема или имате? Не, во ред, мислам, комплексно е прашањето за тоа што се треба да се направи. Ја кажам дека ова е суштина, да се разбере дека законската рамка, правната рамка континуирано ќе треба да се напредува, но тука не се главните решенија. Дали на ДКСК, на антикорупцијската треба да се примени за избор на членови на судски совет? Сметам дека токму бидејќи дискутиравме, тоа и го разговаравме пред емисијата, тука и јас во неколку трудови тоа го истакнувам. Сметам дека е недопустливо ниту уставни суди, ниту членови, несудски членови, особено оние кои се избрани се разбира од собранието, да никогаш пратениците не ги видат, ниту граѓаните ги слушнат во постапката за избор. А тоа не се случува редовно. Покрај злоупотребата воопшто, која веќе губи на било какво значење на истакнат правник, очигледно немате ни судска заштита, не прокоментиравме во однос на тие судски постапки, но прилично интересно тоа таму што се случува, бидејќи реално немаме судска заштита во такви ситуации. Вие можете да имате машински инженер, како истакнат правник да е избран во собранието, и другите кандидати кои се пријавиле на тоа, или било кој од останатите, да не може апсолутно да најде судска заштита за таквиот избор. Затоа што немаат право да се жалат. Калигула и неговиот коњ може. Немаат право да се жалат затоа што не биле избрани? Да, тоа се случи. Ние покренавме постапка со колички адвокатки. Побаравме полномошно од кандидати и претходно, која говорев уште 2013 година, со изборот на двете судики од управното судство, односно едната беше избрана преку Комисијата за избор и именување на собранието, и сега во однос на Павлина Црвенковска добивме полномошно од кандидатите. Управниот суд во прва инстанца ни вели не сме надлежни, иако во Законот за управен спор многу јасно, посебно 2019 година е нотирано тоа. Вишиот управен суд во претходната ситуација, во претходните одлуки, уште која беше претходната власт, начело со ВМРО, ДПМН и слично, тогаш Вишиот управен суд ни рече нема право кандидатот кој се пријавил, нема активна легитимација, така наречена, туку право да бара поништување има само собранието и лицето кој е избрано. Да, вие проценете колку е тоа значи вистинска судска заштита. дека сепак ќе мора да се менува законот и во овој дел да... Не, тука не е прашање апсолутно на законски измена. Законот е многу јасен. Интерпретацијата е многу јасна и на она што треба да биде истакнат правник. И кои се европските стандарди? Едноставно нема волја во управното судство воопшто да дискутира за вакви прашања, особено кога се работи за одлуки за избор, за разрешување на собранието и на председателот. Иако јасно е посочено дека тоа е надлежност на управното судство и не на било која друга судска инстанца. Во овој момент одиме на реклами, па се враќаме со интервјуто и на другите теми. Продолжуваме со интервјуто на уште една актуелна тема, тоа се уставните измени. Вие како професор по уставно право бевте поканет да бидете дел од работната група која што треба да ги изготви амандманите за уставните измени. Очигледно не сте дел, зошто одбивте? Да, точно е, добивме и формална покана по пат на мејл, имав и прилично коректен разговор и со министерот за правда и го информирав кој е мојот став во однос на одредени прашања. Прво треба да посочиме во однос на ова прашање дека измени ќе мора да направиме. Тоа е очигледно. Имаме преземена меѓународни обврски, го имаме заклучокот на Европскиот совет, имаме формулација таму што во основа не ограничува, барем очигледно натаму е работата и како
целиот дискурс и дебатата се води во однос на уставните измени, во однос на конкретни, односно специфични измени. Сега да кажам зошто одбив. Прво треба да имаме предвид целата или актуелната состојба, целата констелација политичка, расположението, известност или неизвестноста во однос на достигнувањето на прагот од 2/3, односно двутретинско мнозинство потребно за измените. Сметав дека не треба да се биде параван и дека некој што макотрпно се труди да изгради некаков интегритет, знаење и некаков авторитет во однос на овие прашања, во однос на областа, не треба така лесно да прифати да биде параван за некакви партиски интереси. Тоа можеме да го забележиме во однос на соодносот на составот и слично. И во однос на тоа како се води целиот процес. Значи не треба ние или условно речено експерти, ако не сум посебно љубител на тој израз, да бидеме покритие за погрешни чекори во однос на политичкото менаџирање на целиот процес. Бидејќи гледаме ние од една страна да ова е услов за продолжување за втората меѓувладина конференција, продолжување со отварањето на преговорите. Од друга страна до сега говоревме за клучното прашање од темелните аспекти и поглавја поврзани со владењето на право што ни се случува во државата. Така што имаме очигледно разидување помеѓу декларативните заложби, гледани и преку уставните измени, она што не се случува во реалност. Втора работа е поврзано со тоа што и каков е мојот став, особено во однос на преамбулата и измените на преамбулата, посебно поврзани со измените кои датираат уште од периодот веднаш по Охридскиот рамковен договор. Што беше тогаш направено во парламентарната процедура? Не би сакал премногу да коментирам околу ставовите, да оставиме работната група да излезе прво, па јас ќе дадам свој придонес во јавната расправа подетално. Тоа и го кажав и на министерот кога го информирав дека не би сакал да бидам дел од таа работна група. Значи првото прашање тоа и за тоа имам пишувано, ќе биде некоректно, ќе биде пред себе и во однос на својот кредибилитет нема да бидам чист, ако пред 12 години, 13 години сум пишувал за тие проблеми со преамбулата, а сега очигледно во таа насока се водат измените со додавање со делови на народи, што е нешто што не е забележано во друга преамбула. И вториот аспект кој го посочив е она што е направено во текот на процедурата за измените на уставот по повод имплементирањето на Преспанскиот договор. Слушнав исто така и од ова студио дека од незнаење наводно се направени одредени пропусти во однос на уставно-правната техника за менување. Ја не сум уверен во тоа, особено во делот на преамбулата. Мислам дека постојат други причини зашто не е даден целосен текст на преамбулата и така натаму, но тоа е дел прилично техничко прашање и мислам дека ако навлезам во деталите ќе одземам премногу време. Нека остане за понатаму и во текот на таа јавна расправа што подразбирам под сето тоа и заради тоа сметав дека оние лица, ние не знаеме во тој период кој учествуваше во таа работна група, која беше формирана од владата, не од Министерството за правда. Ниту бевме поканети како катедра, ниту еден член од катедрата, ниту на правниот факултет во Скопје беше организирана јавна расправа во текот на тие само 5 дена јавна расправа, што е задолжителна во рамките на формалната процедура за измената на уставот. Така што сметав дека тие членови кои ги донеле тие, ги предложиле тие текстови конкретни на амандманите, да бидат исто така вклучени бидејќи е поврзано. Добро, дали треба сега повторно да биде со амандмани или да биде промена, пречистен текст на преамбулата по последните измени немаме. Дали ќе се искомплицира со додавање на народите? Како гледате и номотехнички на интервенирање во преамбулата? И дали треба во преамбулата, да? Да, не е само преамбулата, веќе истакна високи политички чинители и председателот на Републиката и заменик председателот на владата, одговорен за европски прашања, министерот за надворешни работи и токму начинот на кој тие интерпретираа предлагањето на хрватскиот модел кој произлезе од нив исто така и сето тоа е уште една причина каде што гледате дека вие нема што да придонесете таму. Значи нема отвореност, не чувствувате дека има отвореност за некакви други предлози. Инаку не е само преамбулата, беше истакнато дека се работи, има и други две одредби, вклучувајќи ги овие одредби од преспанските амандмани, ако можам така да ги наречам, кои ќе треба да подлежат на измена со додавање во однос на делови на народи, на
делови од бугарскиот народ и слично. Инаку, ако можам уште една работа да ја посочам, слушнав уште нешто поврзано со техниката на менување. Кај нас нашата техника, уставно-правна техника е менување на уставот исклучиво по пат на амандмани. Значи да дури да сакаат да донесат пречистен текст или целосен нов текст на преамбулата, тоа треба направат сега со нов амандман. Веројатно, не знам, работната група нека си процени дали треба или не треба. Но во однос на процедурата сакам да истакнам, бидејќи слушнав на повеќе пати во јавноста, дури како изговор да не се учествува во работната група, дека тоа треба единствено да почне со парламентарната фаза. Ние имаме предпарламентарна фаза и кај уставните измени, како што имаме и кај законодавството. Да не забораваме и првиот устав, односно уставот сегашниот 91 година и сите други амандмани. Еве спомнавме и за преспанските амандмани. Секогаш имало работна група која формира, најчесто од експерти или стручњаци, која формира овластениот предлагач. Дали е председателот, дали е владата, најчесто тие ги формирале тие групи. За вас не е спорна процедурата? Понатаму врз основа на тој подготвен текст се доставува до собранието, понатаму отпочнува собраниската фаза или парламентарната фаза од тој аспект. Така да тој преднацрт, изготвување на преднацрт според мене не е спорно од овој аспект. И дали постои опасност во однос на идентитетот, македонскиот идентитет и народ кој што ги негира Бугарија со внесувањето нивно во уставот? Видете, ако гледаме ние сега во фразата, односно во преамбулата како што е сегашниот текст, во делот и фразата и други, реално ги вклучува и тие помалку застапените етнички заедници во државата. Така што тој аспект гледаме дека и сега може да се најде, бидејќи вели и други, значи тие што не се набројани би биле вклучени. Од друга страна, повторно да не навлегувам премногу во теоретизирање, се постава прашањето дали преамбулата и уставот е тој што го детерминира и од кој зависи идентитетот. Дали, например, идентитетот на македонците е врзан за самиот устав. Јас сметам дека тој датира и неговите корени се длабоко пред тоа. Да, дилемата е во однос на некои идни негирања и барања. Имаме уште малку време да ги опфатиме одлуките на Уставниот суд. Најактуелна, држи актуелност веќе некое време, тоа е одлуката за укинување на членот 11 од Законот за плати на функционерите. Кои се вашите ставови околу прашање? Да ве исправам, не е членот 11 укинат. Тој останува во сила, укинат е членот 4, да, се извинувам. Тука е исто така. Објаснувањето е дека постои двојство, дека постојат две одредби кои што создаваат непрецизност, нејасност и може да доведат до идни забуни. Тоа е една од причините поради кои Уставен го одбира да го укине членот 4. Да. Спомнав криза на конституционализмот. Чуварите на уставноста повторно никако не навраќаат на една ситуација претходно, особено 2016 година, читајќи оваа одлука никако се навратив и тогаш во однос на онаа одлука позната и контроверзна пред се за помилувањето, односно законот за изменување и дополнување на законот за помилување. И тогаш имавме некој адвокат сосема случајно да достави иницијатива и да поднесе иницијатива, тогаш беше од Охрид, сега од Скопје. Ги прашувам колегите, најголем дел од нив не го познаваат. Пребарував на интернет, гледав дали има некакво интервју, некакви изјава дадено, бидејќи успеал да добие, условно речено, случајен уставен суд, односно да укине закон, односно делови од законот. Нема никаква изјава, никакво интервју. Би предпоставил дека во таква ситуација би сакал да се промовира, посебно мислам дека е помлад адвокат. Како и да е. Од друга страна, брзината со која се одлучува и со која се доноси оваа одлука, од 4 месеци повторно ме навраќа исто така и на тој случај. И уште една работа ме навраќа на таа одлука поврзана со укинување на законот за изменување и дополнување на помилувањата, а тоа е дека Уставниот суд упорно не може да свати или не сака да свати, не одговара на некого, која е неговата вистинска улога во системот. Зашто конкретно станува збор? За да не должам, бидејќи има многу техникали исто така поврзани со ова прашање, што има направено во основа Уставниот суд? Ја има заменето волјата на законодавецот со сопствената волја. Укинува само едни решенија, но не и други решенија. Така. Во правото постои
уште од римското право една максима дека подоцнежниот закон и подоцна донесениот закон го дерогира претходниот закон. Што значи дека порелевантна е волјата на законодавецот која е подоцнежна него претходна, дури ако јасно не ја изменил претходната волја. Значи требало да се укине според вас членот 11, а не членот не требало воопште Уставниот суд да интервенира и да се постави во еден вид на позитивен законодавец. Со ова што го направил, всушност избрал нешто што е покорисно и за самиот Уставен суд, односно за уставните судии. А тоа е да се изголемат платите. Без да имате јасна волја кај законодавецот за такво нешто. Зошто законски не се интервенираше за ова прашање? Туку се најде ваков скратен пат или скришен, некаков скриен пат до зголемување на платите. Мислам дека тоа е апсолутно некоректно и покажува дури и непознавање на улогата и на основните принципи или тенденциозност и инструментализација на Уставниот суд во насока на зголемување на платите. Можеби за некого ова ќе делува силно како констатација, но читајќи одлуката, образложението не ви остава простор за ништо друго. Така. И уште една одлука, имаме уште сам многу малку време околу законите така наречени Бехтел и Енка се сега исто така актуелни во парламентот, но едно од решенијата кои што Уставниот суд минатата година ги укина, тоа е во однос на 60 часовната работа, но тогаш во законот, така наречен закон за Бехтел и Енка, со кој што се избра таа компанија да биде стратешки партнер, сега слично решение за подолго работно време се предлага во законот за работни односи, каде што се регулира преку дополнителна работа. Може ли Уставниот суд повторно да, односно треба ли, дали тука може да биде повторно некаква неуставност, или сега, бидејќи станува збор за друго законско решение, друга регулатива, може поинаку да пристапи? Целиот случај околу Бехтел и Енка отвори навистина многу дилеми, за кои ја дури не се осеќам компетентен да дискутирам за сите. Прилично е комплексно, сложено прашањето, повеќе димензионално од законот. Од законот за стратешкото партнерство, па понатаму. Бидејќи за тој закон Уставниот суд одлучуваше, има многу спорни елементи во тоа образложение. И тогаш имавме издвоено мислење на еден уставен судија кој јасно им посочи дека воопшто се немаат произнесено токму во однос на ова прашање што подоцна ќе биде адресирано и третирано од страна на Уставниот суд, а се однесува на работното време. И дури подоцна, иако тие ќе тврдат дека целосно е уставен законот уште во првичната своја одлука по повод иницијативата на Државната комисија за заштита за спречување на корупција, сепак ќе се навратат на законот и ќе утврдат дека тоа не е согласно уставот. И тука се отвараат неколку дилеми повторно, иако Уставниот суд, морам да кажам, оваа ситуација има некако јасно изграден став дека тоа во основа не би можело да се озакони, таквото решение. Дали сега може да пројде? Ги немам видено сегашните решенија, тоа колку што мене ми е позната се уште во собраниска процедура, но она што може да се прочита од образложението на Уставниот суд дека не остава воопшто, речиси воопшто простор за такво нешто, бидејќи внимавајте, тие се повикуваат и на работното време, и на одморот, и на уставната одредба од член 32, дури на владењето на правото. Има контрадикторности помеѓу таа одлука за работното време и одлуката иницијално за целиот закон поврзан со Бехтел и Енка. Некако као да не може да разграничат дека уставната одредба всушност предвидува право на одмор, односно обезбедува право на ограничено работно време. И тоа сметам и колеги со кои од областа на трудовото право, чие мислење навистина го почитувам, истото го истакнуваат и го посочуваат дека токму се тоа проблематични аспекти. И уште еден проблематичен аспект, дали можеби ќе се случи да странски работници бидат подложени, иако законот за работни односи би требало да важи, самата уставна одредба да важи за сите, пишува секој има право. Дали тоа ќе значи дека на мала врата ќе може да се види дали со странски работници ќе може тоа нешто да се изведе, наместо со домашните работници. Да, тоа секако го најавија во старт дека ќе има. Така има во законот. Како што кажавте, овие закони и целиот овој договор отвара многу прашања, но времето е толку. Ви благодарам што бевте гостин вечерва во Топ тема, а вам почитувани ви благодарам за вниманието.